Ова позади мене е патот за Булачани, кој што е целосно одсечен од големите наноси на вода и од дроните. Патот е прекинат за сообраќај. Жителите не можат да излезат, не може да им се достави вода и храна. Со возила на армијата и со војници во изминатите 2 дена тие има достава на вода и храна, меѓутоа очекувањата се дека денеска до крајот на денот теренот ќе биде проводен за да може да поминуваат возила и за да може да се доставува храна и вода за жителите од ова село во Скопска Црна Гора, од каде што дојдоа и најголемите напливи на вода во саботата вечерта. Како што кажа ти, надлежните придружувани со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска беа во најоштетените делови од општина Гази Баба, односно едно од местата кое што денеска беше посетено беше населбата Економија во селото Сингелич. Тука ситуацијата беше многу критична, има многу кал, тој до глуждави, луѓето ги чистат своите домови, не можат да извадат калта која што е наталожена, некаде се уште има вода, донесени се дополнителни 350 пумпи за испумпување на водата, меѓутоа жителите стравуваат од заразни болести, има многу угината стока која што дополнително треба да се извади од домовите. Механизацијата работи на терен засилено, има насекаде багери, скипери кои што речистуваат, има камиони на комунална хигиена кои што го вадат сметот од куќите, жителите сами го вадат оштетениот мебел по кукнина која што беше одштетена од невремето. Тука беше и вице-премиерот Владимир Пешевски заедно со градоначалникот на општина Гази Баба Тони Трајковски, министерот за транспорт и врски, кои што заедно со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски го посетија ова место. Да видиме дел од информациите кои што тука тие им ги дадоа на настраданите и како се работи на терен. Да се разнесуваат, ама имаме проблем што е запушена канализацијата доста и се викнахме возила од водовод за прочистување на канализацијата на неколку потега и ќе треба да бидат тука неколку дена. Малце со гужвата се создава проблем со пристапот, имаме и машини за дигање, ама немаше потешки камиони да влезат, така да малку поспор иде и комунална хигиена се вклучи, волонтери имаме доста на терен, така да се прави многу, ама ќе потрае целата работа. Значи ќе потрае. Но е ставена во колосек штом пумпите стигна и се работи на отпушување на каналите, веќе се знае правецот, односно динамиката како ќе оди. Пумпите во овие поурбаниви делови веќе извадена водата, поише ќе ни треба до оние муљни пумпи за вадење на муљот, тоа ќе се распореда, пошто треба тие се на струја, па имаме агрегати набавено за таа работа, ќе се распоредат на терен, а овие што се за вода се по подрачје што се поблиску до каналот. Има еден канал тука за вода и како што се слевала водата, тие се куќи поише поплавени, таму има уште вода што треба да се вади. Има и во Економија еден дел што ќе треба доста да се вади. Ќе ги ставиме денес сите во функција. Но има многу шут, многу, значи тука стотици камиони ќе бидат од секоја улица што ќе треба да се изнесат. Привремено отворивме и депонијата Вардариште што беше затворена, за да не се губи време, бидејќи камионот мора да го носи овој пат некаде далеко од Рисла, ако се оди до 330 км имаме многу празен од. Ја отворивме Вардариште привремено, се искоординиравме, таму ќе се фрла шутот следниве 2 недели, па после од таму ќе го однесеме во Дрисла и ќе ја затвориме пак Вардариште. До колку стигна од пумпите? Колку стига од некој на ден? Околу 350 сабеле веќе се распоредени скоро во сите региони. Се работи, сегде се работи, кај што ги распределија по сите координатори. Сега дополнителна механизација сегде стига. Тие кај што привршуваат ја насочуваме во Сингелич и во Стајковци. Имаме проблем сегде да влезат машините, бидејќи има голем хаос и негде некои машини во сообраќајот и негде не може да влезат по улиците. Но уште механизација стига и сегде ќе распредуваме како ќе кажат координаторите. Сега моментално има на многу места. И не може да се гледа сегде, но многу има механизација и уште ќе стига и многу фирми донираат механизација, помагаат и благодарност голема до нив. Сакам да кажам, бесплатно околу 30 компании веќе приватни компании донираат до нас и се на терен постојано, дури 24/7 часа. Они ги праќаат заедно со машинисти, со се, дури некои остануваат на спиење, ги сместуваме каде што можеме. Им доставуваме и храна и така натака. Сакам уште една информација, сега зборев и со Евана. Значи за некои до 1 час од дел од населените места ќе стигне струја, ќе
постојано ќе ни известуваат во кое населено место како ќе стига струјата. Моментално се работи ефективно, инспекциите вчера го поминаа теренот, сега почнуваат со приклучување. Моментално имаат состаноци во кај со диспечерите и како им покажува контролата кај нив, така ќе го вклучуваат. Значи сега до еден часот ќе стигнат во повеќе населени места,